Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во денешната епизода ќе обработиме глава 15 од книгата Дела, која е многу значаен текст од перспектива на црковната историја и доктрина. Во оваа глава ни е запишан првиот собир на првите водачи на црквата. Поради мисијата на апостолите и нивните соработници, и неевреите почнаа да веруваат во Христос и да се спасуваат. Како резултат на сето тоа, се јави прашањето, дали неевреите треба да го почитуваат Мојсеевиот закон за да се спасат? На овој собир Светиот Дух даде одговор на тоа прашање. Стихови 12 и 13. Тогаш замолкна сето мноштво и го слушаа Варнава и Павле, кои прикажуваа какви знаци и чудеса направил Бог преку нив меѓу незнабожците. А кога тие престанаа, тогаш прозборе Јаков и рече: „Мажи, браќа, слушнете ме." Павле и Варнава беа присутни на овој собир и таму дадоа извештај како Бог преку нивната мисија во Кипар им овозможи и на неевреите да се спасуваат и да го примат Светиот Дух. И покрај тоа се чини дека дел од присутните не сакаа да попуштат. Затоа стана Јаков, за кој се верува дека беше водач на црквата во Ерусалим, и го кажа последниот и конечен збор. Стих 14. Симон изложи како Бог најнапред ги посети незнабожците, за да избере од нив народ за неговото име. Со други зборови, Јаков ги подсетува присутните, дека апостолот Петар беше еден од првите, кои со своји очи виде како Бог им го даде Светиот Дух и на неевреите кои поверуваа. Не само тоа, туку и Павле и Варнава го видоа тоа со своји очи. Преку пророците, Бог им кажа на израелците дека во иднина планира да ги повика и привлече сите народи кон себе, така што овие нешта требаше да им бидат јасни на првите христијани, и не само јасни, туку требаше да ги очекуваат да се случат. Евреите како народ немаа ексклузивно право на вера во Господ, ниту пак имаа ексклузивно право на Божите благослови. Стихови 15 до 18. И со тоа се согласуваат и зборовите на пророците, како што е напишано: „И потоа ќе се вратам и пак ќе го подигнам паднатиот дом на Давид, и неговите урнатини ќе ги поправам и ќе го издигнам, за да го побараат Господ и другите луѓе и сите народи кои се наречени со моето име." Така вели Господ кој го прави сето ова. Оваа идеја дека Бог сака да ги привлече сите народи кон себе не требаше да биде нова за првите христијански водачи. Уште од времето на Авраам, Бог кажа дека преку него ќе ги благослови сите народи на земјата, а тој благослов дојде преку Господ Исус Христос. Всушност, преку стиховите кои Јаков им ги посочи на присутните, Бог ветува дека ќе го подигне Давидовиот дом, а преку тој благослов и другите народи ќе го побараат Господ. Давидовиот дом се однесува на Давидовото потомство, за кое Господ вети дека за секогаш ќе владее. Господ Исус беше Давидов потомок и преку неговото вечно владење Бог го исполни своето ветување. Треба да бидеме благодарни на Бог, што неговиот план за спасение не ги опфати само израелците, туку сите народи. Ако Господ Исус Христос дојде на оваа земја да ги спаси само израелците, каква надеж ќе имавме ние останатите? Одговорот е никаква. Ќе бевме безнадежни. Ќе продолжиме со читање на зборовите на Јаков. Всушност, неговите зборови се прифатија како еден вид на одлука и заклучок на самиот собор. Стихови 19 и 20.
Затоа јас мислам дека не треба да им прават мачноти на незнабожците кои се обраќаат кон Бога, туку да им се заповеда да се воздржуваат од идолски жртви, од блудство, од удавено и од крв, и да не му прават на друг ништо што ним не им е угодно. Предлогот на Јаков, кој потоа се прифати и како одлука, е да им се пише на нееврејските цркви и да им се даде до знаење дека никој од нив нема да бара да почитуваат се што е запишано во Мојсеевиот закон, односно никој нема од нив да бара да се обрезат за да бидат прифатени како христијани. Единственото нешто кое се бара од нив е да се воздржуваат од јадење месо кое е принесено на идоли, од блудство, од јадење месо од животни кои се удавени или пак јадење месо со крв. Тоа беше пракса помеѓу паганските народи, а истовремено беше и соблазна за евреите. За јадењето месо принесено на идолски жртви повеќе ќе размислуваме при обработката на првото послание до Коринтијаните. Но, за сега, само ќе кажам дека нееврејските народи, особено оние кои живеа во Коринт, принесуваа жртви на нивните богови. Дел од тоа месо се јадело во храмовите посветени на тие богови, а дел од тоа месо се продавало на пазарот. Во тоа време и култура сосема било нормално секој да може да купи и јаде од она месо кое било принесено како жртва на некој бог. Неевреите, па дури и оние кои ја прифатија христијанската вера, слободно јадеа од тоа месо, без да имаат проблеми со совеста. Но тоа нешто било голема соблазна за евреите. И затоа соборот во Ерусалим побара од христијаните со нееврејско потекло да не јадат жртви принесени на идоли доколку во своето окружување имаат браќа по верата со еврејско потекло. Поентата на ова барање беше да се превенира ситуација во која еден христијанин ќе биде камен за сопнување или соблазна за друг христијанин. Ова е важен принцип и за нас денес. Иако ние денес можеби немаме прилика да јадеме месо кое е принесено на идоли, но принципот е следен. Немој да јадеш или пиеш нешто поради кое твојот брат и сестра во верата би се соблазниле. Например, ако имаш брат во верата кој би се соблазнил доколку те види како пиеш алкохол, подобро е да не пиеш пред него. Верата на твојот ближен и меѓусебниот однос со него е многу поважен отколку твојот моментален апетит. Од христијаните со нееврејско потекло беше побарано да се пазат и од блуд. Зарем имаше потреба тоа да се нагласи? Зарем не е тоа очигледно? И во овој случај мора да го земеме во предвид контекстот. Оние кои поверуваа во Христос, живееа и беа пораснати во култура, во која речиси никој немаше проблем да изврши некакво блудство. Дел од христијаните живееа таков живот пред да го сретнат Христос. Во општеството во кое живееа и работеа, блудот беше некој стандард кој многумина го следеа. Затоа водачите на црквата во Ерусалим побараа од нив целосно да расчистат со таков начин на живеење и со тоа да бидат позитивен пример за Христос таму каде што се наоѓаат. Стихови 21 до 26. Зашто Мојсей уште од старо време во секој град има луѓе кои го проповедаат, бидејќи го читаат по синагогите секоја сабота. Тогаш апостолите и старешините, заедно со целата црква, одлучија да ги изберат меѓу себе Јуда, наречен Варнава, и Сила, истакнати мажи помеѓу браќата, и заедно со Павле и Варнава да ги пратат во Антиохија. И со своите раце им го напишаа следново писмо.
Апостолите, свештениците и браќата ги поздравуваат браќата од нееврејските народи што се во Антиохија и Сирија и Киликија. Сме слушнале дека некои од нас, на кои ништо не сме им заповедале со зборови, ве вознемириле и ги потресле душите ваши, велејки ви да се обрезувате и да го пазите законот. Затоа, откако се собравме, еднодушно одлучивме да избереме луѓе и да ги пратиме кај вас, заедно со нашите омилени Варнава и Павле, луѓе кои ги предадоа душите своји за името на нашиот Господ Исус Христос. Стиховите кои ги прочитавме ни откриваат зошто ова прашање беше исклучително важно, бидејќи оние кои инсистираа неевреите да се обрезат, всушност ги вознемируваа христијаните со правила кои не се во согласност со писмото. Во суштина, тие го доведуваа во прашање спасението на неевреите кои поверуваа во Христос, само затоа што тие не беа обрезани. Стихови 27 до 31. И така, ние ви ги пративме Јуда и Сила, кои ќе ви го кажат тоа и усмено, зашто Светиот Дух и ние одлучивме да не ви ставаме на вас никаков друг товар, освен она што е потребно, да се воздржувате од месо принесено како жртва на идоли, од крв, од удавено и од блудство. Ако внимавате на ова, добро ќе направите. Бидете здрави. И така испратени, тие дојдоа во Антиохија и кога го собраа народот, му го предадоа посланието, а кога го прочитаа, се зарадуваа поради утешниот збор. Евангелието носи радост и утеха. Кога христијаните со нееврејско потекло го прочитаа писмото кој им беше пратено од Ерусалим, тие се израдуваа, бидејќи сватија дека Бог не бара од нив да се обрезат или да пазат други закони и заповеди со цел да бидат спасени. Стихови 32 до 34. Јуда пак и Сила, кои и самите беа пророци, со многу зборови ги утешија браќата и ги подкрепија. Откако престојуваа таму некое време, ги пуштија браќата со мир кај оние што ги испратија. Сила одлучи да остане, а само Јуда замина. Јуда ја пренесе пораката, ги утеши христијаните и си замина, а Сила остана некое време за да продолжи да служи. Подоцна, за време на неговото второ мисиско патување, Павле ќе го земе Сила со себе како соработник на мисиското поле. Стих 35. Павле пак и Варнава се задржаа во Антиохија, поучувајќи и благовестувајќи го Словото Господово заедно со мнозина други. Се чини дека Павле и Варнава имаа пастирска улога во црквата во Антиохија и беа одговорни за таа заедница. Продолжуваме со читање, стих 36. По некое време Павле му рече на Варнава: да појдеме пак во сите градови, каде што го проповедавме Словото Господово, за да ги видиме како живеат. Павле ги сакаше црквите и искрено се грижеше за нив. Затоа доби идеја да ги посети оние христијани кои поверуваа во Евангелието за време на првото мисиско патување. Ова е многу важен принцип кој духовните водачи треба постојано да го применуваат, односно да се грижат за оние кои поверувале преку нивното проповедање. Забележете што вели Павле, за да ги видиме како живеат. Со други зборови, не е важно дали тие луѓе само ја исповедале верата, туку важно е и како ја живеат. Варнава беше согласен да ги посетат црквите, но имаше мощна интересна идеја. Стихови 37 и 38. Варнава предложи да го земат со себе и Јован наречен Марко, но
Павле сметаше дека не доликува да го земат со себе оној што се беше одделил од нив во Памфилија и не беше пошел со нив по работата за која беа пратени. Јован, наречен Марко, беше христијанин кој им се придружи на Павле и Варнава за првото мисиско патување, но набргу се врати дома во Ерусалим. Сега, кога Варнава предложи да му дадат втора шанса на Јован Марко, Павле рече: "Не, нема да го земам со нас оној кој ни сврте грб предходниот пат." И така, Павле и Варнава, двајцата блиски соработници кои верно се грижеа за црквата во Антиохија, влегоа во еден вид на жестока дискусија. Двајцата имаа различни мислења и гледишта за едно исто прашање. Тоа се случувало и ќе се случува во црквата. Важно е како реагираме при такви околности. Стих 39. Поради тоа дојде до жестока расправија, така што тие се разделија еден од друг, и Варнава, откако го зеде Марко, отплови за Кипар. Од овој момент Лука веќе и не го спомнува Варнава, туку го следи апостолот Павле во неговите мисиски патувања и неговата служба. Лука вели дека Варнава и Марко отидоа во Кипар, родниот крај на Варнава. Всушност, тоа беше и едно од местата каде Павле и Варнава го проповедаа Евангелието. Стих 40. Павле пак го избра сила и замина од браќата предаден на Божјата благодат. Од денешна перспектива би рекол дека начинот на кој Павле и Варнава го решија проблемот кој настана помеѓу нив не беше идеален. Може би имаше помудар начин како да се справат со ситуацијата, но и покрај тоа Бог сепак го искористи нивното решение за ширење на Евангелието и тоа сега го направи преку два мисионерски тимови. Едниот тим беа Варнава и Марко, а другиот Павле и Сила. Не само тоа, туку по некое време Павле го прифати Јован Марко како свој соработник. Самиот Павле во едно од посланијата дава јавна пофалба за делото и службата на Марко. Стих 41. И минувајќи низ Сирија и Киликија ги утврдуваше црквите. Ако пред себе имате мапа од тоа време и ги пронајдете местата каде Павле и Сила отидоа да проповедаат, ќе забележите дека за време на ова второ мисиско патување тие патуваа по копно. Од Антиохија отидоа во Сирија и Киликија, а потоа ги посетија црквите во областа на Галатија за на крај пак да се вратат во Антиохија. Во следната епизода ќе продолжиме да читаме и размислуваме за второто мисиско патување на апостолот Павле. Не знам за вас, но мене ми е навистина интересно кога читам за мисиските патувања на апостолот Павле, бидејќи тие патувања се полни со несекојдневни искуства. Многу би сакал да ја имав приликата да го придружувам апостолот Павле барем на едно од неговите мисиски патувања. Според тоа што го читаме во книгата Дела, со сигурност можеме да знаеме дека тие патувања воопшто не беа лесни, бидејќи апостолот и неговите соработници се соочуваа со многу опозиција. Но тие исто така беа и сведоци на Божите спасителни и откупителни дела. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com.
Следете ги нашите страни низ Светото писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.